Благодарам. Сакам да го дополнам дневниот ред со 7 закони. Првиот предлог на закон со кој што сакам да го дополнам дневниот ред е измени и дополнување на законот за буџети. Се нивелираат одредени правила и се доставува, односно се дополнува финансиската дисциплина која што во претходниот мандат консензуално беше усвоена, на кој што првпат ги имплементиравме фискалните правила. Така да мојот предлог за дополнување на дневниот ред како прва точка е законот за буџети. Понатаму кажавме, и тоа беше едно наше предизборно ветување, и пред неколку дена на 10 декември на седница на влада беше донесена одлука за намалувањето на функционерските плати, и она кое што е наш мотив дека сите плати во наредната година на работниците ќе растат освен тие на функционерите. Така да сакам наредните 6 закони со кои што ќе се дополни дневниот ред да идат во таа насока. Како точка на дополнување предлагам да се дополни предлогот на закон за изменување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија по скратена постапка, поднесен од мене како пратеник, колешката Дафина Стојановска и колешката Ели Панова. Понатаму предлог на закон за изменување на законот за платите на судиите по скратена постапка, поднесен од мене и од Ѓорѓе Сајковски. Понатаму предлог на закон за изменување на законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија по скратена постапка, поднесен од мене и од колегата Ѓорѓе Сајковски. Понатака предлог на закон за изменување на законот за платите на јавните обвинители по скратена постапка, исто така поднесен од мене и од Ѓорѓе Сајковски. Понатаму предлог на закон за измени на законот на плати на членови на Судскиот совет на Република Македонија по скратена постапка, поднесен од мене и од Ѓорѓе Сајковски. И на крај предлог на закон за изменување на законот за пратениците по скратена постапка, поднесен од мене и од Ѓорѓе Сајковски. Со овие закони се прави една нивелација на платите во која што овие лица кои што се офатени со овие закони нема да им биде покачена платата и коефициентите кои што ќе се намалат ќе бидат усогласувани со онаа формула на просечна исплатена бруто плата која што излегува како податок од Државниот завод за статистика во наредната година во февруари. Имено сакам да најавам дека во наредниот период дополнително се предложување на закони по скратена постапка ќе бидат нивелирани платите и на останатите лица за кое што собранието е надлежно да ги избере, но и за оние кои што не е. Заедно со предложениот закон на трговски друштва, за кој што имаме представник од Министерството за економија, дополнително ги намалуваме членовите на управните и надзорните одбори, како и правиме намалување на паушалот кој што тие го добиваат. Се надевам дека овие закони ќе добијат поддршка од мнозинството да се најдат на дневниот ред. Благодарам.